Po жестоките борби што ги водеше првата македонско-косовска бригада во текот на втората половина од ноември и во почетокот на декември 1943 година, германците вршеа обсежни подготовки за концентричен напад на слободната територија од неколку правци. Имајќи ја предвид општата положба, во прв ред фактот дека народно-ослободителното движење имаше веќе земено широк замав меѓу македонското население во Западна Македонија, прашањето на натамошната упорна одбрана на слободната територија во престојната германско-бугарска офанзива беше многу ризично за обстојувањето на бригадата. Раководејќи се од сите тие моменти, како и од потребата за уште поголеми дејства на партизанските единици во Јужна и во Источна Македонија, беше донесена одлука главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди за Македонија, заедно со бригадата и Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, да се пробијат на територијата на Егејска Македонија и подпирајќи се на планинските масиви на Кајмакчалан и Кожув, своите дејства да ги насочат во Јужна и во Централна Македонија. Напорниот и исцрпувачки тежок марш на бригадата, што започна на 5 декември, беше успешно завршен по 11 дена. Бригадата пристигна во Фуштани, во Егејска Македонија. Изминувајќи пат долг над 300 километри, бригадата успеа да ја спречи германската офанзива во Западна Македонија и да дојде на слободната територија во Егејска Македонија, каде што планираше да изврши престројување и реорганизација. По пристигањето на првата македонска косовска бригада во Караджова и на Кожух, тоа е тај комплекс целиот, се обединуваат единиците што действуваа во Тиквешијата и на Кожух, и тука се формира втората македонска бригада, во која влеват два македонска батальона и батальонот Христо Ботев, формиран од заробените и доброволно преминатите бугарски војници на страна на партизаните. Веднаш под тоа озваничувањето на втората македонска бригада, главниот штаб, за да може да развие дејствата на еден поширок фронт, а пред тоа веќе простудира ситуацијата каква е на тој фронт, тој извршува реорганизација на сите единици, а и тука имах една компонента пак расширење на братството и единство, така да во втората бригада одзема го батальонот Христо Ботев и вклучува привремено еден батальон Косовски. Од првата бригада одзема го едниот батальон Косовски и батальонот Овчаров, како се каже, и од нив создава
е групата батальони. Така наречена трета група батальони. Тоа е практично третата бригада. На овој начин, првата и втората бригада беа по 2 македонска батальона и 1 косовски, а третата група батальони беше 1 македонски батальон и бугарскиот батальон Христо Ботев, формиран кај нас од нашиот единици. За да ја согледа, анализира и да ја оцени општата ситуација што настана со маршот кон Егејска Македонија, потоа за да донесе нови решенија потребни за натамошна мобилизација и борбени дејства во новонастанатата ситуација, во сосема нови услови и на ново подрачје, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија реши на 21 декември да одржи партиско советување во Фуштани. Поднесени беа 3 реферата на тоа советување. Цветко Узунов Стјабас, политичкиот комесар на главниот штаб, поднесе реферат за политичката состојба во светот и во нашата земја. Втор реферат беше за јакнење и крепнењето на партиската организација и нейниот развиток и понатамошните нейни задачи, кој го одржав ја. И трет реферат беше за војните дејствија, кој го одржа Михајло Апостолски, командантот на главниот штаб. Ова советување ни беше од голема корис, што на него се, поред што се согледа политичката ситуација, се виде на каде се оди понатаму, се анализира потфатите на савезниците и се очекуваше отварањето на вториот фронт, што значеше големо леснување за нашата армија и за нашата војска. Овоа советување ни придонесе уште повише да ги зајакнеме, идејно да ги зголемиме, да ги зачврстиме нашите позиции како во масите, така и во самата Народно-ослободителна војска, која у тоа време земаше карактер на се помасовно и помасовно учество на населението, кое му беше нужно и известна политичка поддршка, односно и политичко образование, идејно да се он поваспитава. Фуштанското советување има уште друзи значење, големо значење и друго големо значење, што на него беше одлучено на тоа советување како да се продолжи народно-ослободителната борба на македонскиот народ, за тоа што нашиот престој во Егејска Македонија беше привремен и ние моравме поново да се вратиме на нашите позиции, односно во Вардарска Македонија. Во исто време, кога се одржуваше Фуштанското партиско советување, се вршеа интензивни подготовки за одржување на првиот конгрес на антифашистичката младина на Македонија. Така веднаш утредента на 22 декември, еден ден по одржаното партиско советување, во Фуштани се одржа и првиот конгрес на младината на Македонија. На конгресот беа донесени значајни одлуки за натамошното дејствување и разгорување на востанието во Македонија. Се сеќавам многу добро на тој ден, бидејќи беме делегати и ја и батеристо. И како делегати, баш во тој момент кога почна конгресот, добивме соопштение, другарот Иво Лола Рибар загинал на Гламочко поле при полетнувањето на авионот на сојузничкиот авион за да појде во Италија. Но а сите што бевме присутни делегати, просто вака се вкочанивме од таа вест. Тоа затоа што сите ние бевме млади, познато е дека нашата бригада, а и сите присутни на конгресот, беме на возраст некаде 20 до 25 години. После известно време, откако успеавме да се прибереме, продолжи конгресот со работа.
Познато е на тој конгрес се донесува многу значајни документи за натамошно развивање на народно-ослободителната борба на македонскиот народ. Овие два настана, во редот на многобројните извонредно значени настани во 1943 година, представуваат многу важни политички мерки на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија за натамошната мобилизација на македонскиот народ и младината во борбата против окупаторот. Конгресот на антифашистичката младина на Македонија и Фуштанското партиско советување имаа големо значење во мобилизацијата на младината и комунистите во борбата против фашистичките окупатори, што се одрази во значително зголемениот прилив на нови борци, предимно младенци во единиците на Народно-ослободителната војска, како и во значително зголемената дејност во заднината во окупираните и во полуслободните територии. Веднаш по одржувањето на овие два настана, од изморедно значење за натамошното разгорување на востанието во Македонија, се презедоа подготовки за престојните борбени дејства во овој дел на Македонија и пошироко. И покрај несогласувањето на раководството на Грчкото народно-ослободително движење и пасивниот став што го имаа, единиците под раководството на главниот штаб и Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија направија решителни планови за нови акции против окупаторот на овој дел од Македонија и во делот на третата оперативна зона. Да, ми смо под притиском немачке офанзиве напустили Дебарца и територију Западне Македонije и пробили смо се преко Галичице, да изашли на Кајмакчалан. Ту смо наишли на грчке партизане, они су живели у Земуницама. Njihov štab, komandant je nama izjavio dobrodošlicu, da nas primaju, ali da oni imaju direktivu od glavnog štaba svoga da se na toj teritoriji ne smije voditi borba protiv Njemaca. Mi smo im saopštili da mi ćemo da vodimo borbu, mi ostati na ovoj teritoriji nećemo, nego ćemo napasti one dve pruge od Bitolja koja ide prema Solunu i od Đevđelije koja ide prema Solunu. Mi smo u tom trouglu i mi ćemo na jednu i na drugu stranu napadnuti odmah. Sašli smo u ravnicu dole, grčki partizani su se držali uvijek brda, u Zemunicama su živjeli, mi smo sašli dole jer nema Njemaca, nema dole. I odmah smo napali pruge. Kad smo to izvršili, porušili stanice na obe dvije pruge, vratili se, odmorili se 2-3 dana i odmah 4 bataljona prešli granicu Grčko i Jugoslovensku i napali na pruge isto na teritoriji i na pruge od Đevđelije prema Velesu i od Bitolja prema Velesu. Ако се тој фронт мери по картата, тој изнесува, речи си, 100 км фронт. Тие единици имаа задатак, втората бригада да напаѓа на Мрежишко, групата батальони да напаѓа на Клисура и Прждево и првата македонска корска бригада да оде и да напаѓа на родникот Морејов. Можеме да кажем дека тие единици во тогашните услови извршија ги задачите многу успешно. Разбира се, кога говориме успешно, не 100%. Трета група батальони успева една од тие два пункта, Клисора и Прждево, да комплетно уништи, да заробе радиостаницата, а тие два пункта практично представуваа радиостаници германски за навигација на нивната авиација. А едновремено и за фаќање на радиограмите каде нас, што се развива. Втората бригада на Мрежишко
opkolilo ga, vodi celarnak borbi i ne uspjeva da go zazeme. Mnogo angažira cijeli od garnizon u Mrežičku od tije borbi. Sjećam se jedne noći s našom četom na čelu koje je bio pokojni Saljko Medirizi. Sneg je bio, zima je bila, to je bilo 1944. Ne znam da li je bio decembar. Napali smo selo Mrežičko. U selu Mrežičku se nalazila jedna bugarska postaja. Mi smo s jednim ura, blokirajući postavu, razbili vrata, našli, tako reći, u san Bugare, razoružali ih i, što kažu, oduzeli ono što je bilo vredno za nas. Mislim, taj trenutak hrabrosti naših drugova i kukavišluka Bugara koji su se našli, tu koje smo odmah zarobili, ostaće mi dugo u sjećanje. Molili su Bugari da ih ne streljamo, neki su plakali govoreći da imaju porodice, djecu i tome slično. Tako da sam osjetio tom prilikom, zajedno sa mojim drugovima, koliko su te snage fašističke u to doba bile kukavičke snage koje su jedino mogle da svoju silu upotrebljavaju na nezaštićeno stanovništvo, a nikakve hrabrosti nisu imale kad su se sudarale sa nama, sa partizanima naše brigade i slično. Po izvršeната akcija na rudnik od Mrežičko, del od prvata makedonsko-kosovska brigada se upati kon Marijovo. Народот насекаде одушевено ги пречекуваше народните борци, кои со себе ја донесуваа слободата. Ušli smo u selo, i to rano ujutro, uoči nove godine, u selo Vitolište. Narod nas je fantastično dočekao. Jedna bataljon je pošao ka rudniku Liskuna, čini mi se, Đurov kamen se zove. To je rudnik koji je vrlo važan za industriju aviona, što se vidi iz mog izvještaja kojeg sam poslao. Potpuno smo ga razrušili, zapljenili smo grdni materijal, mnogo hrane i to smo podijelili narodu. Narod je bio sav za nas, sva vrata su širom bila otvorena, kao uopšte u toku čitavog našeg rata u Makedoniji. Nije pukla ni jedna puška, a kamoli selo protiv nas. To su velike stvari i proveli smo Novu godinu, održali miting i sa dosta plena, natovarenih na konje, vratili smo se u Egejsku Makedoniju i poslao sam izvještaj Tempu o tom velikom našem uspehu. Првата македонско-косовска бригада, сите поставени задачи од главниот штаб и Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија наполно и во целост ги изврши. Постигна многу голем политички успех и остави силен впечаток кај народот. Окупаторот брзо реагираше на овие успеси на бригадата и затоа презеде голема контраофанзива. Do tada je vladalo neko primirje. Razumije, Njemci su bili zadovoljni, imaju pruge, imaju gradove, bezbjedni su, da izvlače sve što im treba za njihove potrebe ratne. Sad kad su ugroženi, napadnute sa njih pruge, oni su sad preduzeli ofanzivu. To je ta prva njemačka ofanziva na toj teritoriji i iznenadili u jednom selu u ravnici taj makedonski bataljon koji se u neredu povukao. I glas, sad mi smo bili glavni štab pod samim Kamenčalanom u onoj banji, pod samim Kamenčalanom na grčkoj teritoriji i tu veče, sjećam se dobro, dođe glas, jedan kurir mi dođe i kaže, znaš, u neredu se povukao bataljon, iznenađen je bio i kaže, i sad iskoristili, kaže, pojedini elementi od partizana grčkih
ja mislim da je to iz ovih štabova koji su bili protiv borbe, da proneo glase da beži Titova vojska. I u toj situaciji ja ne znam šta da radimo, tu je glavni štab, mi smo svi tu, šta da radimo, vojske nema, nemamo veze sa tim bataljonom, šta je bilo ne znamo i u tom momentu dolazi tu veče, mrak je bio, sjećam se, dolazi bataljon kosovski, jedan od onih 4 bataljona, to je bio kosovski bataljon, dolazi umorni, mrtvi, zamisli sneg na našoj teritoriji do ovde, borbe iz borbe u borbu svaki dan, razumeš? I ja održim njima govor i kažem postrojim i kažem im drugovi, ja ne naređujem sad, ja vas samo molim, u pitanju je čast Jugoslavije, Titove vojske. Kad je tempo došao, iznenadio sam se kad kaže, ja vas nešto molim, ne znam gdje je neprijatelj. Nađite ga, znam da ste umorni, ne mogu da vam naredim. Molim vas, pronađite ga i tučite ga. Svi smo se prenuli. Već je bio izrađen plan. Đuro mi je već dao plan za svaku 4 vodiča. Tako da sam ja već išao po planu. Nemate zadatak da osvojite, nego da ih dobro napadnete i čim vidite situaciju, povučite se. Mi smo sa vodičima ušli, Nemci su bili, straže su bile oko sela. To je selo koje je malo prešetska oko Varošica, 5.000 stanovnika. Ja sam ostao taman blizu tu ulazak u selo, vidjeli smo Nemce, 4 su ušle unutra, neosjetno. Dogovor je bio pravac Pavle. Kad se opali raketa, da idu svi pravac na mene, jer ćemo mi raščistiti sa Nemcima koji su pred nama. Tako da su ovi iznenada napali na stale urnebe sa vatrom, bombama, mitroljezima, šmajzerima. Čini se da je bilo uoči 7. januara 1944. godine. Prišao mi je kurir Klime, lepi dečak, mali, ne vjerujem da ima 18 godina, vrlo hrabar, poslušan, oči su mu se uvijek sijale kad primi neko naređenje i stalno, razumem, može druže komandante, sve je za njega moglo. I odjedanput mi je prišao i zamolio me da on učestvuje u borbu za Fuštane sa mojim drugovima Kosovarima. A dobro, zašto da učestvuješ, Klime? Pa kaže, volim da učestvujem, dobro, stalno sam sa vama, ja manje učestvujem u borbu, pa znači ja kao komandant ne učestvujem u borbu. Ma ne mislim tako, druže komandante, vi jeste, kaže, drugi, nego da me pustite. I ja nisam imao srca, ali su mu oči bile puni suza, hoće da ide. I tako otpočela borba, gdje smo de facto napravili kasapnicu i pobili, mislim, 80 ili 90 Nemaca. I moj kurir Klime, najmlađi, poginuo je, tako on sa svojom smrću još više simbolizirao bratstvo i jedinstvo u smrti, jer je poginuo narodni heroj Vlado Raičević i Slobodan Surčević, kao i Slovenac Rupnik, kojeg smo sutradan u centru Fuštana sahranili uz sve vojne počasti. Prilikom govora druga Predraga Ajtića na grobovima naših poginulih drugova, Predrag je rekao, evo da dokažemo kako se bore Jugosloveni i van svojih granica i kako se gine za bratstvo i jedinstvo naroda jugoslovenskih. Tu je poginuo i jedan Makedonac, jedan Slovenac, jedan Crnogorac i jedan Srbin. Кога видео Герман дека не може со таква лесно да поминат, тогаш преземат заедно со бугарите и постојат документи каде уговарат една заедничка офанзива и единиците бугарски под команда на Иван Маринов, командант на
15-та бугарска окупациона дивизија со седиште во Битола, кон која се вклучени и некои единици од 17-та дивизија од Струмица и германски единици од корпусот во Солун преземат нова офанзивна акција и тука се водат на неколку места јаки борби да би се завршиле тие борби кај селото Ноти во еднодневна, долготрајна борба, цел ден траеше, по која што нашите единици беа практично обколени, имаа само еден мал излез према Кожух планина. Тука кај единиците покажаа изванредна храброст, издржливост веќе и во една друга форма на борбите. До тогаш ја покажува храброста во нападни операции претежно, сега се покажаа издржливост во одбранбена операција, каде што германците употребија артилерија и многу други и тешки оружја. Grčki partizani su mi odmah, oni su imali obaveštajnu službu po svim selima, vrlo jako razvijenu, i oni su meni dojavili da dolaze 2 divizije i da predlažu ili da idemo dolje ka Olimpu, ili da pređemo na našu teritoriju, na teritoriju Jugoslavije. Dakle, da ne nađemo se u obruč Njemačkih. Ja kažem, mi odavde nećemo ići. Na našoj teritoriji je snijeg do ovde. Tu je jako otežan manevarski prostor. Jako težan. Ovde nema snijega. Ima planine Kajmakčalan, Kožuh, Pajak. Ima stanovništvo je raspoloženo za nas. Ne mogu nam ništa. Naprotiv, mi možemo njima. Grčki štab nije to prihvatio. On je sa svojim jedinicama prešao na našu teritoriju u snijeg. Na teritoriju Jugoslavije. A mi smo ostali tamo. I sad, direktiva je naša bila da se sačekaju pojedine njemačke kolone i na pogodnom mestu da čekaju i da ih puste unutra, da uđu u klin i da ih onda razbiju, unište. Sad su se makedonske jedinice javile i kaže u ovoj borbi nema kosovske jedinice da učestvuju. Mi ćemo da učestvujemo sami. Na tom sektoru bili su. I jedan bataljon je makedonski uništio sa svim njemačku kolonu. Ние од штабо на бригадата и темпо со нас бевме на една висорамнинка во подножието на Кожув. Од таму ја следевме борбата на нашите борци со германците. Германците доаѓаа од Фуштани по пато кон Ноти. Нашите македонски борци се фрла како рисови на пато и направија касапница од германците. Во таа борба изгинаа над 130 германци, а од нашите загинаа само 3, и тоа 2 крушовчани, Климе и Шули, и 1 прилепчанец. Hoću da vam kažem da se tim putem se ne samo stvarala moderna vojska, savremena vojska, koja zna, podsjećam na onu diskusiju koju sam ja vodio sa grčkim rukovodstvom i tako, sa bugarskim rukovodstvom, gdje se glavna bitka bije? Glavna bitka se bije u šumi, tu u brdima. Stvara se kroz borbu vojska sposobna da razbije krupnijeg neprijatelja, naoružanog neprijatelja. Jedno i drugo, stvara se vojska bratstva. По сите успешно изведени и со однапред подготвен план акции и по разгорувањето на востанието во овој дел на Македонија, нашите единици се повлекоа на планината Кожув, каде што беа вршени интензивни подготовки и се доработуваше планот за престојната голема акција на партизанските единици за пробив во Македонија. Се подготвуваше февруарскиот поход на македонските бригади.